Да, во живост. Добро вечер на сите. Добро Да вечер. посакаме добре дојде на професорот Нико Беќаровски. Ние веќе подолго време ја договараме оваа емисија, едно 3 недели се договараме, меѓутоа во моментов на вистина сите знаете дека професорот е на вистина зафатен, премногу дежурства, одговорностите во ковид центарот на клиниката се многу големи, ние потполно разбираме каква е состојбата. Благодариме за одвоеното време, професоре. Многу ни е драго што сте вечерва со нас. И воедно сакам да се извиниме на гледачите. Професор доктор Елена Костова, направивме еден превид. За жал нема да биде со нас вечерва поради приватни фамилиарни обврски. Може би подоцна ќе се приклучи доколку заврши или останува да договориме некоја следна прилика, наредна емисија. Темата, претпоставувам дека за вакцините ќе биде подолго време актуелна, така да не изостанува можноста и за уште една емисија да направиме на оваа тема. Со нас е и Александар Тортевски, како представник на твоја и председавач, пошто ние сме хоризонтални па сите рамноправни, меѓутоа наш председавач. Подоцна ќе разговараме и со него околу вакцините и тоа анализите и негови и на твоја кои ги осознавме за набавките на вакцините. Сега да започнеме да го искористиме драгоценното време на професорот и да започнеме со неколку прашања да малце ги објасниме оние нејасноти што кружат во јавност околу вакцините, бидејќи сите не интересира оваа тема. Пред да започнеме, само да напоменам дека ние не застапуваме ниту проваксерски, ниту антиваксерски интереси. Емисијата не е спонзорирана од никој, нели? Да бидеме на чисто, ова е информативна емисија, не е политичка. Сакаме да стигне информацијата до сите нас и до гледачите за вакцините, каква е состојбата, така. Да нема дилема, јас сум ваксер, 102%, што би рекол еден покоен политичар веќе. Значи, јас верувам на науката, верувам во вакцините, не сум приврзаник на теории на заговор, што не исклучува можноста дека овој вирус е некаде избеган од некоја лабораторија, меѓутоа тоа е што е, и жестоко барам вакцина. На вистина, не само за мене, особено што имам околу мене луѓе на кои што мислам дека им е преку потребна, итно, и многу сум бесен, морам да кажам, што за жал немаме вакцини. Нема да му го зимам времето на професорот, меѓутоа тоа не е став на твоја, меѓутоа генерално членовите на твоја можам да кажам дека се луѓе кои што сакаат вакцини и веруваат на науката. Така. Добро. Професоре, да започнеме. На пазарот имаме од прилика 6 вакцини актуелни. Да ја видиме, сите ги знаеме, Pfizer, Moderna, кинеската, руската, така популарно наречени. Која е разликата меѓу нив? Тоа е нас што јавноста многу ја интересира. Што е тоа што одеднаш се појави како mRNA наречено? Така, на самиот почеток, многу ми е драго што се наоѓам во окружување конечно на луѓе кои што слично размислуваат како мене, бидејќи многу често сум напаѓан поради тоа што јас и верувам на науката и сум поборник за вакцинација, бидејќи човештвото, благодетите во последниве 100 години пред се во здравствената сфера ги должи токму поради превентивната медицина, каде што секако вакцинацијата е главен сегмент кој што допринесе до ова. Драго ми е што на почеток во јануари зборуваме за вакцинација, што до пред 2 месеци беше незамисливо. На почетокот на епидемијата се чудевме кои се овие неочекувани симптоми. Некаде есента веќе зборувавме за лекови кои што може да го модифицираат текот, сега одеднаш се појавија на пазарот многу вакцини кои што навистина создаваат недумица дури и кај нас како здравствени работници. На самиот почеток да кажам дека
не сум имунолог, не сум вирусолог, меѓутоа ова беше епидемија и пандемија која што посебно за нас лекарите представуваше посебен предизвик, така што со сила на приликите сите си го повторивме тоа знаење што го имавме од имунологија и вирусологија и го надградивме со тоа што се случува во моментов. Јас како представник на постарата генерација или средната генерација seедно, учам за еден друг тип на вакцини кои што постоеа во тоа време и кои што ги знаевме. Тоа беа тие двата класични облици на вакцина. Едниот е од живи онеспособени вируси кои понатаму со одредени постапки се размножуваат и така се имплантираат во нашето тело, и многу почесто користените тоа се од омртвени вируси кои што понатаму се имплантираат. Во моментов од тоа што се располага на пазарот, односно од вакцините кои што се актуелни овие денови, такви класични вакцини како што ги познававме и за какви што учевме на времето, се двете кинески, Синовак и Синофарм. Тие двете се фактички на иста база направени. Они на почеток, малку пред нас ги фати пандемија вака и нив, од областа на Вухан собраа доволно количини на вирус, кои што после тоа го реплицираа, размножија, со одредени постапки умртвија и овозможија да направат вакцина. Предноста на оваа вакцина е што не може многу да бидеме изненадени во однос на несаканите дејства, односно горе-доле веќе на сите ни се познати што би можеле да очекуваме како реакција од таква вакцина. Тоа е некој болка на местото на убодот, некои мали температури во моментот кога се создава имунитетот, евентуално кај сосема мал број некои слаби алергиски реакции и воглавно тие се тие очекувани реакции кои што би ги очекувале од апликација на овие двете кинески вакцини. Проблемот што се јавува со кинеските вакцини, поради кој што не можат да ни го решат проблемот или не можат во догледно време да ни го решат проблемот, е времето кое што е потребно за производство на оваа вакцина. За разлика од овие други кои што ја би ги крстил како полусинтетски и синтетски вакцини, ова е класична вакцина за која што треба многу подолг период на производство и многу е поспоро производството. Ако кинезите ја најавија својата вакцина пред повеќе од 9 месеци започна, се уште ги имаат многу помали произведени количини него што, например, Pfizer и Moderna успеа за многу краток период. После ќе објасниме каде лежи причината што овие понови вакцини и покрај сите дубиози што се јавуваат, можат многу побрзо да го задоволат пазарот. Значи, тоа е класичната вакцина, првиот тип на вакцина. Искрено, знам дека понатаму ќе ме прашате, кога би можел во моментов да бирам, јас и по своите постови тоа го кажав дека сепак би одбрал оваа и покрај тоа што за нејзе се смета дека ефикасноста во однос на сите останати вакцини е помала, значи ефикасноста зборуваме процент од вкупниот број на население кое што ќе биде вакцинирано, кое што ќе биде заштитено. Одма да кажеме, не постои вакцина која што 100% може да не заштити. Значи, ние не може да кажеме дека од ниедна вакцина што ќе бидат вакцинирани, понатаму никој нема да заболи. Меѓутоа има вакцини кои што за чудо ние порано сметавме дека успешна вакцина таа што штити некаде 70% од вакцинираните. Сега сите производители се фалат со бројки кои што одат некаде од 86 па до 98. Русите дури излегуваат со една небулоза. Се извинувам, може да ве прекинам малку? Може слободно. Да. Да, јас се сложувам апсолутно со вас со тоа што, значи, порано бевме среќни кога вакцините штитеа 70%, меѓутоа тогаш во тоа време немаше толку демократски пристап во однос на вакцинирањето. Значи, кај вакцинирањето на вариола вера јас не бев многу стар тогаш, меѓутоа знам дека за краток период се извакцинира речиси цела Југославија. Не знам, мислам дека 18 милиони.
18 милиони луѓе и тогаш се создава колективниот имунитет и покрај тоа што вакцината штити 70%. Меѓутоа, ако имате 50% антиваксери и вакцината уште ви е 50% значи ефикасна, тогаш тешко се доаѓа до колективниот имунитет. Добро, малку имунитетот на стадо веројатно ќе ни помогне тоа што ќе го добиеме во меѓувреме. И само уште нешто би сакал да ве прашам, бидејќи тоа можеби ќе го испуштевме, кинеските вакцини и двете, околу тоа немам видено податок. Мислам дека едната сум сигурен дека се дава во една доза, не беа они во две. Не сум сигурен како беше кај нив. Сепак мислам дека едната во две дози се дава. Синофарм, да, иде во две дози. Да, тоа значи знам дека видов некаде разлика, тоа ми беше. Да, се извинувам што ве прекинав. Понатаму ќе пробаме и да објасниме зошто имаат некои држави пристап на соглед дека нели е дефицит за вакцини, зошто се одлучија на малку поризичен пристап. Теоретски може секоја вакцина да се дава еднократно, со тоа што степенот на постигната заштита ќе биде многу помал и времето на траење ќе биде помало. Значи, кажавме основни црти за кинеските вакцини. Следниот тип на вакцини од кој што едната очекувавме многу порано да се појави, тоа е таа од Оксфорд, која што на почетокот мислевме дека е сонцето на крајот на тунелот, меѓутоа нешто во меѓувреме зостана позади другите, AstraZeneca, односно Оксфордската, и руската Спутник V. Одма да кажам дека во моментов русите работат, односно веќе ке нив се одобри уште една вакцина, втора вакцина, која што е нешто помеѓу ова со умртвени вируси и ова што сега ќе го зборуваме со ДНК на основа на аденовируси. Значи, вториот тип на вакцини се зема еден релативно безбеден вирус, како што е групата на аденовируси, кај кој што се имплантира, односно се вметнува делот, така наречен спайк протеин, шилес протеин или така натаму, кој што е одговорен за синтетизирање на антителата кај SARS-CoV-2 вирусот. Начинот на кој што е изведено ова, има два начина кои што ги применуваат. Оксфордската вакцина се базира на тоа што се земени аденовируси кои што примерно даруваат на шимпанза и кои што се смета дека не може да го заразат човечкиот организам и покрај генетската сличност, додека русите во својот пристап земаат два различни типа на аденовируси. Карактеристично за руската вакцина, ние фактички добиваме две различни вакцини и сите кои што ќе се вакцинираат со Спутник V вакцината, ќе мора да ја примат и првата и втората доза, бидејќи тоа се фактички две различни вакцини. Едната има еден тип на човечки аденовирус, кај другата друг тип на аденовирус. Ова е направено со цел, бидејќи ние во моментов не може да знаеме колкав дел од нашето население претходно било заразено од аденовируси. Аденовируси се вируси кои што најчесто поминуваат како обична настинка, кивавица или со некои лесни температури и едноставно може пред да успее оваа вакцина да влезе во целната клетка, односно во јадрото на целните клетки каде што ќе предизвика имунодговор, да биде препознаена од организмот и да биде пред време уништена, да не се воспостави функцијата која што е односно да влезе во јадрото. Може да ве прекинам, имаше еден малку шеговито, имаше еден неверојатен пост на Твитер беше објавен. Немате вие веројатно тоа Твитер и многу сте зафатени да го видите тоа деновиве, меѓутоа беше неверојатен пост еден некој од Србија, некаде од јужниот дел, на некој нивни дијалект му објаснуваше на некој обичен човек како функционира вакцината. И тој сега вака почна, вика, не убацуе се вирус, него овој вирус има гунче. Сад научници су видели да има гунче, па су скинули гунче, па
убацуju ти у вакцину гунче, а без вирус. Сад организам ga запамти, као што ти си запамтио онај тамо неки из неког села, тамо што ти е продao кукуруз јаловац на пијац, па увек кад ga видиш, желиш да ga биеш. Тако и организам запамти гунче и кад вирус уđe sa гунче, он почне да напада и вирус и гунче. Некако беше еден неверојатен пост, ќе ви го пратиме да го видите. Навистина беше многу добро. Многу оригинално објаснено. Многу оригинално и вика и потоа антителата, они ти се стално дежурни на стража, ама во деловодник имаат запишано, запиши дека треба се што има гунче кој ќе влезе во организмот да се нападне и да се убие и таму некој во дијалект. Многу интересно беше објаснето, меѓутоа се гледаше дека е некој лекар, со тоа што многу шеговито беше. А јас кога пробувам да го објаснам начинот на вакцини, често користам друг тип на метафора. Тоа е како кола да купуваме, значи овие Модерна и Фајзерова би ја крстил електромобил, рускава и оксфордска би ја крстил кола со хибридна, а додека ова кинескава е класичен дизелаш. Сето тоа е фино, секој би сакал да има електрична кола, ама нешто во возењево ако се расипи, прашањето е дали имаме механичари што ќе може да ја поправат електричнава кола во моментов. И тука може би тој антиваксерски покрет кој што секако дека има некои 30% за жал во нашава држава, што и ние да кажеме ќе бидат против вакцинирање, меѓутоа мора да признаеме еден дел дури од лекарите и од медицинскиот персонал, кој што оправдано има некоја мала скепса кон овие помодерни типови на вакцини кои што сега почнуваме да ги објаснуваме. Што се однесува до вториот тип на вакцина, каде што преку еден индиректен друг вирус овозможуваме создавање на имунитет кон коронавирусот, еден од проблемите кои што реално го очекуваат и поради кој што оваа вакцина во почетокот најде голем отпор пред се во Русија, е тоа што се до ревакцинацијата, тоа е некаде 28-миот ден и уште после тоа чекање некаде недела до 2, значи 4 до 6 недели не треба да се консумира алкохол. Вакцинацијата во Русија почна некаде тука пред новогодишните и божичните празници, кога ќе му кажеш на русин дека сред зима не треба да пие водка, нормално беше отпорот што се створи кон овој тип на вакцина, така што вакцинацијата меѓу другите причинители што касни во Русија и тоа. Одма да кажам дека може да ни ја дадат нас, да речеме сега. Ама ние требаше да ја побараме. Тука за жал. Зборуваме и за тоа дали требаше да ја побараме. Да, мојата болна точка, да. Така, значи за да добиеш нешто, ние во медицина. Па еве претседателот Стево Пендаровски вчера има една изјава што мене воопшто не ми се допадна. Вика дека големите производители заборавија на нас заради тоа што сме ние мал пазар. И тоа не е точно. Значи, големите производители не памтат никого. Големите производители сакаат или да се уплати во фаза на развој на вакцината, што големите држави, ама еве Србија уплати 2 милиони евра уште во фаза за развој на вакцината, и второто е авансно плаќање, и тие кои што дури постапија на тој начин денови имаат проблем заради тоа што сега капацитетите не се доволни. Меѓутоа, ако воопшто не сте платиле, ако не сте побарале и одеднаш почнете да вртите телефони, немате право да му се лутите на никого. Да се вратиме на стручниот дел, да го оставиме ова за подоц на во емисијата. Да не заборавиме дека мала држава е и Србија, меѓутоа Србија успеа да ги обезбеди во моментов сите достапни вакцини. Србија во моментов е 5-та држава по број на вакцинирано 9-та држава, по број на вакцинирано процент од население, така што
Во светот. во свет, да. Тие си ја задржаа старата добра југословенска школа. Ние барем средната генерација живеевме во држава каде што се произведуваа вакцини кои што се извезуваа во 2/3 од неразвиениот свет. Институтот Торлак во Белград се уште постои, таму има имунолози кои што на време ги согледаа сите вакцини и реагираа како што треба. Кај нас летово очигледно како со штурецот и мравката излезе приказната и дојде зимата. Не, Ама да летото одеа на избори и тоа е тоа што мене многу ме нервира. Значи, сите термини се поклопуваат околу избори, а има една голема предност, што имаше воредна состојба која што се темпираше за околу изборите и во воредна состојба можеше веднаш да се платат. Изговорите дека подоцна по завршување на воредната состојба до нова година се барал начин да се плати вакцините, тоа за мене не држат, заради тоа што може воредна состојба во рок од еден ден да прогласат и за да го извршат плаќањето било каде. Тоа не држи. Јас се извинувам, пак бегаме од темата, меѓутоа тоа е. Се платихме упорно за ковакс системот, само што не ковакс гави, не ковакс систем. Професоре, се вратиме. Да. Не, ќе се вратиме. Добро, меѓутоа ако гледачите веројатно и тоа ги интересира сега. Значи, Ковакс Гави е систем кој што има точна понуда кај нас. И на неја требало да одговориме 10 јули. Тоа е 5 дена пред избори. Па вториот чекор бил 20 јули, каде што требало да пратиме правно обврзувачки изјави. Па во текот на август да платиме. Сите други платиле. Тоа се, значи, Ковакс системот е трета работа. Е третиот. Значи, првиот е развојот на вакцините, вториот е само финансирање на вакцината, третиот е Ковакс. И тоа е последното нешто на кое што една сериозна држава би требало да се подпре. Ковакс системот која ќе собере доволно пари, ќе ги дели вакцините и кон оние кои што не платиле. Така што можноста да платиме сами вакцини не ни била со ништо ускратена, нити пак оправдување тоа што сме мал пазар. Вие добро рековте, она што е штурче, тој, значи, ние се надевавме, значи 1000 пати јас го прочитав по медиуми, Полска и Грција ни се понудија дека ќе ни дадат вакцини. Чекаш, што имаш да чекаш некој да ти даде вакцини? Ти си должен да обезбедиш вакцини. Дај Боже да бевме ние во ситуација ние да некого да му дадеме вакцини, или па да имавме можност, например, туристи што ќе дојдат во Охрид, да им понудиме третман, да речеме, хотелско сместување, пас плюс со вакцина. Еве го Дубај почнува тоа да го прави се. Да продолжиме со вакцините. Да. Јас многу сака да зборувам многу. Да. Добро. Ајде да се вратиме, професоре, на вакцините, да видиме третиот тип на вакцини. Значи, тука би ги ставил американските двете, Модерна и Pfizer, кои што се базираат на еден сосема досега непознат концепт. Одма да кажам дека овој вториот тип, кој што го спомнавме со руската и со оксфордската вакцина, на човештвото е применет досега само еднаш. Тоа е со случајот на ебола. Значи, единствена вакцина од таков тип, која што претходно беше употребена на човек, беше при случаите со ебола. И сега стигнуваме во третото подрачје, каде што теоретски некоја платформа се развива 10 до 15 години и примерно и базично таа платформа за месенџер РНА, која што ќе влези во нашата клетка во цитоплазмата и ќе даде информација за синтезирање, беше наменета замислена за лечење на карциноми, за разни генетски болести. Тоа беше првичната идеја на која што се развива оваа платформа, која што сега се искористи за правење на вакцина. Овде во класичниот збор, во класичниот смисол и не се работи за вакцина, значи се дава една информација. Ние претходно научниците го синтетизирале точниот состав на протеини кои што се наоѓаат на тој веќе неколку пати спомнат шилес протеин
и се дава информација на клетката по точно ист таков редослед да синтетизира протеини кои што понатаму ќе делуваат на нашиот одбранбен систем, односно на нашите лимфоцити, да создадат антитела. Тоа е системот на кој што делуваат двете амерички вакцини. Мора да признаам дека вака делува екстремно интелигентен начин, меѓутоа нешто што во пракса за жал до сега не е применето и од тука може би оправдан стравот. Тоа што се покажа на самиот почеток на оваа вакцинација, кај тие веќе неколку милиони луѓе што ја примија, е релативно големиот број на алергиски реакции, кои што се должи на составот на полиетилен гликол што го содржат овие вакцини, така што генералните препораки кај луѓе кај кои што постојат алергиски реакции, дека треба со големо внимание или најдобро ако може да се одбере друг тип на вакцина кога би имале можност, нели зборувам. Исто така, видени се голем дел на на алергиски реакции, тоа сериозни алергиски реакции, и тука бих кажал, секако меѓу тие што не гледаат има некои што ставале филери, ботокс и така натаму разни козметички интервенции. Препорачливо е, посебно тоа се однесува за вакцината на Модерна. 6 месеци, во последниве 6 месеци кој ставал филери, разни имплантанти, да не ја прима оваа вакцина. Токму поради појавата на овие алергиски реакции. Се јави посебно голем страв кај луѓето со автоимуни заболувања. Сосема е оправдан стравот кај луѓето со автоимуни заболувања, бидејќи, како што спомнавме, генерално примарна платформа за која што се развиваше ова, точно да се даде таква информација. Прашањето колку што е кај нив, исто толку може да биде реално и кај другиот тип на население, зашто нешто ако тргне во погрешен правец, може да се случи кај здрав организам да се даде таква информација. Нема за среќа за сега такви случаи. Се појавија неколку случаи каде што се појави пареза на лицевиот нерв, која што беше поврзана со оваа вакцинација, меѓутоа за среќа рано е. Автоимуни болести треба време и тие се повеќе врзани за другиот тип на имунитет кој што не се појавува во првиот момент. Се надевам дека добро е прорачунато, меѓутоа тука со голема сигурност не може да идеме. Тоа што е кај овие вакцини интересно да се напомене и што не важи толку во однос на другите, е времето меѓу првата и втората вакцинација. Значи имаше случаи, неколку случаи кај луѓе кои што беа вакцинирани со Pfizeровата вакцина и кои што во меѓувреме пред да ја примат втората доза починаа од COVID. Има дури и случај на 85 годишен австриец кој што стигна да ја прими и втората доза и веќе третиот ден после втората доза почина. На почетокот беше чудно, меѓутоа спрема сите анализи што излегоа во однос на Pfizeровата вакцина, се смета дека имунитетот што го создава првата доза, ова е некаде 50 до 54%, секако дека како што поминуваат деновите, првите 14 дена правени се веќе некои анализи. Значи првите 14 дена од кога ќе примиме вакцината на Pfizer, можноста да се заразиме е потполно иста како да не сме вакцинирани. Че ние ќе се вакцинираме, меѓутоа посебно првите 14 дена мерките треба да се придржуваме потполно исто како што се придржувавме пред тоа. Како се ближиме кон 21-иот, односно 28-иот ден, така нашиот организам почнува да ги создава овие Т и Б лимфоцити кои што ќе не штитат и така расте и нашиот имун одговор. После давањето на втората доза, тоа е 21-иот ден би било идеално. Некаде 28-иот ден веќе би требало да бидеме 100% заштитени. Е проблемот што се постави кај овие, за разлика од класичнава вакцина, каде што се смета дека ние, кога ќе ја примиме, не само што не може да се заразиме, него не може и да заразиме друг.
Прашањето е овие мутации на вируси што се појавија, дали нема да предизвикаат ние да создадеме имунитет за себе, меѓутоа во себе да имаме доволно инфективен потенцијал да заразиме некој друг. Тие работи се уште не се доволно јасно расчистени. Времето ќе покаже дали е така. И тука потполно се согласувам со Тортевски. Најдобро ќе беше сите да се извакцинираме за што пократко време, така што да нема кој на кого да пренесува и да заразува. Во овој Така. момент се уште постои можност и вакциниран да ја пренесе заразата, иако сам нема да се зарази. Тоа се тие главни дилеми кои што се појавуваат. Се појавија неколку студии околу дали може бремени жени да се вакцинираат. Генерално препораките се со овие помодерниве вакцини не. И уште една студија што малку внесе забуна, тоа е околу евентуалниот потенцијал за намалување на сперматогенезата и на плодноста кај жените. Тоа е се уште повеќе во фаза на теорија, не во практично што може некој да каже, меѓутоа каде што има шад може да има и оган. Може да има и оган, така ќе треба време за да се испита и Среќа во докаже. несреќа што во почетокот секако ќе се вакцинираат ризичните групи, постарите пациенти, така што населението кое што е во репродуктивен период не ни се планира, така што ќе има доволно време да се завршат сите клинички студии. Инаку да кажеме дека во моментов со сите овие вакцини во светов се прави најголемата било кога изведена клиничка студија. Значи овие сите вакцини се во трета клиничка фаза. Тука доаѓаме до следното прашање. Да, дали некоја вакцина ги комплетираше сите фази на испитување со оглед на фактот дека временскиот рок за производство на вакцина комплетна една со се клинички испитувања беше многу краток. Ние знаеме дека во медицината 10 години е некој оптимален период за клинички испитувања за медицината и овде дојдовме до ситуација за неколку месеци да се добијат веќе вакцини, меѓутоа да појасниме за гледачите дека дали некоја вакцина, еве вие ќе го дадете одговорот, без разлика што јас го знам, дали некоја од вакцините ги има комплетирано сите фази и то каде се наоѓаат? Која е таа фаза до која се наоѓаат на испитувањето? Значи, сите фази не ги има комплетирано ни една. Најрано што ќе се завршат клиничкиве фази е 22 при крај 23. Според сите тие протоколи по кои што идат. Меѓутоа, одма да кажеме дека и комплетно завршени клинички фази, не зборуваме сега за вакцинација, зборуваме генерално за сите лекови, не значат 100% сигурност. По 70-тите години постоеше проблемот со талидомидот кој што се јави во тоа време. Тоа беше едно обично апче за лечење на болка, кое што испадна дека е така тератогено, се испородија после многу години еден куп на деца со дефекти. Раниталот кој што секој втор од нас го користел во животот, после 45 години измислија дека е наводно канцероген. Се појавија студии, касни студии кои што покажаа дека постои тенденција кон канцерогеност, така што никогаш со ниеден лек не може да бидеме комплетно сигурни. Во овој момент некое друго решение искрено не гледав, постои мал ризик, мора да се согласиме, мал или поголем ризик, меѓутоа друго решение од излезов од пандемијава не може да видам во моментот, посебно со оглед дека гледаме, ние уште не ја проучивме доволно британската мутација, која што очигледно е многу поконтагиозна, а последниве денови излегува и студии дека е посмртна, веќе се појави јужноафричка, за која што викаат дека британската е ништо во однос на ова. Така што развојот и мутациите на вирусот не знаеме кај ќе ни однесат. Ние мора да признаеме дека досега вистина имаше мерки и на заштита, меѓутоа се работи за релативно неконтагиозен вирус. Значи, степенот на пренос од еден на друг
Имавме многу фамилии каде што едниот од сопружниците се заразил, другиот не се заразил, што ни говори дека се работи за релативно потешко преносни вируси. Секоја следна мутација може да иде кон полошо, така што во моментов вакцинација или пак нешто слично што се случи пред 100 години со шпанскиот грип, кога имаше милиони починати, 50. колку милиони 50. беа починати, друго решение не гледам. Професоре, само да ве прашам околу ова. Индонезија имаше друг пристап во однос на вакцинирањето, во однос на старосните групи. Тие заклучија дека треба да се вакцинираат меѓу првите групите кои што се помобилни, помладите луѓе кои што се движат и дека така побрзо ќе го спречат ширењето на вирусот, затоа што најранливата група, тоа е точно дека старите се најранливи, меѓутоа тие се пак најмалку мобилни. Факт е дека додека не се знаеше на почетокот, во домовите за стари луѓе имаше најголема смртност и таму беа најголемите проблеми. Меѓутоа Индонезија одлучи дека треба да ги имунизира помладите категории кои што го разнесуваат вирусот. И некаде мене ми изгледа тоа логично, можеби некаква средна и едно и друго можеби би било најдоброто решение. Па не само што е логично, него ние мислиме дека сме европска земја, меѓутоа не сме европска земја, освен што се наоѓаме на европскиот континент. Значи, ние моделот на Шведска не може да го применуваме, ради тоа што во Шведска 99% од возрастните живеат или во старечки домови, или живеат во единични семејства, или максимум двајца. Кај нас многу е голем делот на тие што живеат 3 генерации во иста куќа, што во западниот свет е незамисливо, така што пристапот на Индонезија дека младите ќе донесат дома инфекцијата и дека како помобилни први нив да ги вакцинираме, ми изгледа многу логичен и разумен. Значи, епидемиолошките карактеристики, демографските карактеристики на секоја држава се различни. Ние тука треба да направиме стратегија која што за жал не сум многу убеден дека во моментот ја имаме. Или пак пристапот што го направи Британија, виде дека не може да има доволен број на вакцини во моментов за да направи комплетна ревакцинација, односно давање на примарната и на бустер дозата, се одлучија да идат со еднократно давање на и покрај тоа што знаат тоа што го зборувавме на почетокот дека ќе створат некаде 60 до 70% сетливо, меѓутоа кога ќе се расшири тоа на голем дел на население, можеби ќе се постигне истиот имун одговор кој што сакаме да го добиеме и ние. Може треба да се размисли и на тоа, ако немаме во моментот, без оглед што се смета дека треба да се даде и втората доза, ако немаме барем прва доза кај сите, па кај поризичните групи. Како тргнало, професоре, ние може ќе треба со 1/10 да се вакцинираме од вакцина. Боже мој. Професор, едно прашање. Од хронично болните, рековме повозрастните групи, дали тука мислите ќе има пациенти со болести, со хронични болести кои ќе бидат ослободени, да речеме, од вакцината или ќе бидат исклучени? Или тука ќе се оди повеќе можеби на индивидуален пристап зависно од дијагнозата која вакцина ќе се примени? Тоа е нешто во моментов што се појавува како е да ние и така малку касниме со целава работа, меѓутоа во меѓувреме, ако ништо друго, треба да се направи стратегија на селекција на популацијава. Ние се уште не знаеме колкав дел од популацијата нема створена антитела. Не мора воопшто да се брза. Не значи дека само тие што прележале дека имаат создаден имунитет. Еве, ние како здравствени работници сме во прва линија ставени за вакцинација, нас никој не ни испитал антитела.
Ние пробуваме некако по собствени канали да се снајдеме, меѓутоа тоа како генерална стратегија не е направена, утре ќе треба А да не се е отвори. тоа, нели има бесплатно на Институт за генетика за Да, испитување они за може да здравствени прават работници? 30 до 50 анализи на ден. А, така, да. Да. Добро, ама доаѓаме до следното прашање. Значи, дали за да се прими вакцина, во суштина ќе се воведе еден нов протокол, а тоа е да се прават тестови за антитела. И сега, Тоа тука би било претходно имавме идеално. PCR Било тестови, идеално, сега меѓутоа ќе имаме изложување на граѓаните на серолошки тестови за антитела, така? а и серолошките тестови за антитела, значи дури вие може и да ги немате или да имате минимални количини, меѓутоа веќе да сте створиле клеточен имунитет, тие така наречени Т-лимфоцити кои што исто така ве штитат. И веројатно кај нас, затоа е тоа што го споменува и професор Даниловски, вака звучи некако неверојатно кога ќе каже 400, 600.000, 800.000 дека веќе го прележале, значи тоа не го прележале, тоа се луѓе кои што биле во контакт со вирусот и кои што створиле некој мемориско памтење во организмот, идниот пат кога ќе биде нападнат организмот од сличниот вирус, да не му треба 3 дена или 5 дена да реагира, него да рече, ова е тој што Еве се го пука Гунч. во мене. Иде Гунч. Така. Иде. Еве го Гунч. Да речи, еве го, дајте уште одма да се организираме. Тоа е тој колективен имунитет и тие бројки што ги кажуваме многу големи кои што не може да ги спитаме. Значи таму не е штета да се прими, далеко од тоа дека и кај тие што имаат некој имунитет, ниедна студија до сега не покажа дека нешто лошо ќе се случи. Меѓутоа, кога имаме ваква оскудација, односно кога немаме ништо во моментов, али најверојатно уште долг период ќе имаме голем дефицит на вакцини, солидарно би било да се даде кај тие што немаат никаков имунитет. Ама како кажа денеска Вучич, ова со вакцини ве потсеќа на Титаник, богатите и снаодливите ќе се снајдат, другите ќе извисат, чамци ќе има само за одредена група, за жал. Јас би рекол, професоре, дека не е богатите, јас би рекол глупите. Мислам, ова може да биде малку и дарвиновски да звучи ова. Значи, глупите ќе изгинат од ова, заради тоа што вакцината е многу ефтина во однос на штетата што ја предизвикува вирусот. Значи, тоа е неверојатно. Значи, 1.000.000 дози на најскапата вакцина во август и во јули беше околу 22, најскапо 22 милиони долари. Ние пред крајот на годината за купување на гасоводот дававме 30 милиони на МАК Петрол, тоа ни беше приоритет. Да, чекај Тања, извини. Меѓутоа, не е точно, не можам да го прифатам тоа дека нас треба некој да ни даде вакцини, дека ние не можеме да ги купиме. 22 милиони ние губиме месечно и повеќе. Неделно губиме со неработење, со лечење на ковид болни, со граѓаните со психички пореметувања. И мислам дека не е до сиромаштијата. Не сме толку сиромашни за да не можевме да ги купиме. Израел ги има купено по 22 евра. Значи, ќе се сложите, мислам дека не може да не се сложите дека 1.000.000 дози, односно 500.000 вакцинирани граѓани со ова што го зборуваме, Даниловски што го зборува, дека ќе беше сосема доволно да постигнеме колективен имунитет на едно завидно ниво. Така. А тоа е 22 милиони евра. Јас во целаа работа се радувам што сепак барем нашиве комшии се вакцинираат, со тоа што Европа барем стана се едно глобално село, па кога кај нив ќе се створи некој имунитет и кај нас помалку ќе кружи болеста. Ќе одиме во Лидл тогаш. Вака ендемски тука внатре. Ќе одиме да пазариме во Лидл слободно тогаш. Ете така, да. Да. Ама во секој случај добро е што барем и кај комшиеве тргна, овде да не биде на македонската да му цркне на комшијата козата, треба да сме радосни што барем кај нив тргна работа. Секако дека
мора да бидеме радосни ако во околината го нема вирусот, заради тоа што тој не познава граници практично. Меѓутоа мора да бидеме тажни и лути и да вршиме притисок кога веќе Србија ни покажува како успева, дека може. Хрватска, например, има платено 6 милиони дози. Има платено конкретно 6 милиони дози и имаат проблем. Значи, покрај тоа што платиле, не може да ги добијат. А сега ние на некого се лутиме дека некој не заборавил, а не сме платили. Во декември ни се првите банкарски гаранции за. И на кого ние да се лутиме? Најверојатно кај овие западниве вакцини премногу е касно и нема да стигнеме. И покрај тоа што сакам да бидам демантиран, јас уште пред многу недели напишав време е да се телефонира во Москва и Пекинг. Па не сте професоре тука случајно, очигледно. Значи, Само тогаш беше работава дека ние упорно идеме на... Ние имаме една наш член во партијата, Тања Олумчева не слуша, исклучително умна жена која што следи многу работи, на партиски состанок пред 3 месеци го рече истото. Сега е време да се заврти телефон во Москва и во Пекинг. Така го кажа. И во најава во Индија. Па, сега... Едната вакцина од таму или од Бразил ке дојде? Тоа не кажавме дека во моментов актуелни се 6 вакцини, меѓутоа не спомнавме дека имаме уште некои дополнително вакцини што се исто така во фаза на испитување, и тоа во трета фаза на испитување, некои се и во втора, меѓутоа не се пуштени во оптек за користење. Значи, таква една индиска и има уште една кинеска вакцина, така? Така, точно. Професоре, Да. само уште едно прашање сега за сега. Не, дефинитивно не е последно сигурно, познавајќи ме себе си. Четвртата фаза, она што сега нешто се најавува, некаде прочитав дека Израел успеал да добие онаа сериозна бројка заради тоа што прифатил да учествува во, веројатно тоа е собирање податоци за производителот, за реакции, за несакани ефекти, за однесување, за веројатно таму јас ја гледам практично учеството на државите, а нешто слушам дека и ние сега во преговорите со кинезите нудиме да учествуваме активно. Веројатно со обврска да ги собираме податоците и да го известуваме производителот за сите ефекти од вакцините. Меѓутоа, четвртата фаза, не знам за ваква вакцина колку е. Знам дека третата беше на 100.000 луѓе, а четвртата не знам. Што значи тоа? Значи, ние веќе сме влезени во милионски бројки и со оглед дека сега веќе се врши градација на одредени старосни групи. Значи, како делува колкав имунитет создава кај старосна група над 65 години, колкав имунитет создава кај екстремно стара популација над 80 години. Понатаму колкав е кај средниве генерации, колкав е кај маливе, и тоа што до сега воопшто не беше направено или многу малку во претходниве фази, тоа е во однос на различната етничка и преце расна дистрибуција, затоа што не се тие испитувања воопшто завршени, они се земени релативно репрезентативен примерок, меѓутоа карактеристиките друго е ако се земе афроамериканец, а друго ако се земе некој од Африка. Во Африка овие испитувања се уште не се скоро на никакво ниво, таму вакцинацијата, ако ние касниме, освен нешто кај арапскиве држави, таму ќе касни сигурно со години. Така што и таа генетска карта која што треба да се направи во однос на вакцинацијата допрво предстои пред нас. Тоа е практично четвртата фаза. Веројатно, Да, испитување тогаш е фазата на појава на евентуално касни компликации и време на имунитет. Значи, ние се уште сите
предпоставки околу имунитетот, може пријатно да бидеме изненадени и едноставно да имаме и доживотен имунитет, макар што и да е така, не верувам дека на производителите тоа ќе го објават. Сега, добро, Дека се како работи викам, за бизнисот преку 700-800 милиарди, така што се уште не знаеме која вакцина, колкав имунитет ќе дава и тој имунитет зашто она може да дава имунитет 3 години, меѓутоа да биде првите 2,5 години 100% заштита, последната пола година да паѓа еден тип на имунитет, а друг тип на имунитет, ако во сите овие 3 години имаме постепен пат за да стигнеме повторно до истата бројка што би го дал другиот тип. Значи, тие се тие покасни евентуални сакани и несакани ефекти од вакцинацијата за која што времето ќе покаже. Значи, добро, јас бидејќи сум ваксер и жесток приврзаник на вакцината и што постојано се борам да се донесе во Македонија, не гледам дека би бил проблем и напротив, добро би било да се водат статистики за сите појави, ова што го зборувате, да се направат испитувања. Добро, тоа ќе веројатно ќе предизвика дополнителни трошоци, меѓутоа секој трошок е помал отколку локдаун, неработење и продолжување на агонијата што ја носи Јас уште неколку колеги сугериравме и ивермектинот со оглед дека бевме жестоки приврзаници и тој да дојде кај нас, да не може да се зима без рецепт само ради тоа за да се знае козел тортевски, тогаш и тогаш се напил ваков и ваков ефект. Ние вака донесовме лек за кој што понатаму follow-up скоро никаков неаме во болнички услови, да. Меѓутоа во домашни услови, утре не ќе можеме да излеземе и да кажеме на македонското население овој лек ја намали смртноста или го намали текот на болеста за толку и толку. Затоа што не ги следиме како што треба работи. Немаме контрола кој го зема. Да, кој Професоре, зема. наше просечно време на доцнење е 6 до 7 месеци, значи сега ние и со ивермектинот многу доцневме, не само со вакцините. Така е, така е. Да, меѓутоа за жал 6-7 месеци со во процедурата за набавки за вакцини, мене ме плаши дека тоа ќе биде сигурно значително подолго ќе се реперкуира во подолг период на испорака, освен ако немаме среќа да се појави некоја добра вакцина, како втората кинеска, за која што можеби не знам дали има сериозни порачки и ако успееме од таму да добиеме некоја солидна бројка, барем 500.000 брзо, тогаш тоа би можело да не спаси нешто. Инаку ова другото јас не гледам. Овој начин како што беше одење во Бугарија, па сега без информација што да ќе ви дадеме, па Еди Рама даде една информација што не знам колку е точна, не би сакал да шпекулирам дека 100 ни понудиле од Бугарија, што дури е навредливо. Вучич ова мислам дека го искористи као да, ние ќе ви дадеме, меѓутоа не сте подготвени, вие не сте спремни, ја немате регистрирано, Pfizer не дава и така малку го користат во дневно политички цели и сето тоа е и недостоинствено и практично не девалвира Се однесува до Синовак, веќе големи држави ги имаат купено голем дел. Тука е Бразил, Аргентина, Иран, нешто се спомнува Израел, така што Синовак. Синофарм, тука и србите, па и унгарциве добро изиграа, они уште на самиот почеток си резервираа количини и мислам дека тука е просторот каде што би можеле да влеземе со оглед дека се работи за мал пазар, а и нив им е потребно за нивниве клинички доиследувања. Така. А се работи за безбедна вакцина. Инаку кинезите во момент единствени во свет се што интензивно работат и на создавање на вакцина од жив коронавирус.
Така што не се еден чекор понапред од другите. Во тој поглед. А може би знаат нешто повеќе од нас. И треба, од кај нив почна, и треба да знаат. Едно прашање до двајцата. Дали овој недостиг на вакцини ќе го стимулира пазарот на црно? Значи, покрај најавите на Интерпол и така, дали кај нас ќе биде пазарот на црно за вакцини на највисоко ниво, се додека ги чекаме легално донесените вакцини, бидејќи нери се расширија гласини дека веќе се пристигнати кај нас вакцини. Не знам, професоре, дали имате слушнато? Немате, предпоставам. Обично последно... За тоа, меѓутоа, едноставно не гледам на кој начин би стигнале, со оглед дека се спомна дека се работи за Pfizeровата вакцина. Така, и до мене толку стигна таа специфичен информација, начин да. на транспорт, многу кратко време од кога ќе излези од тој фрижидер од минус 70 во кој што треба да се употреби. 5 дена. Малку... 5 дена, меѓутоа без контрола. Никој не може да знае дали навистина патувала 5 дена на температура од 2 до 8, туку никаде нема запис, нема компјутер кој што ќе регистрира на која температура бил пренесуван, така што тоа може да бидат и оние вакцини кои што од некаде не го поминале ладниот синџир и треба да бидат уништени, а може да биде и физиолошки раствор. Меѓутоа, многу е ризично, човек со многу подпросечна свест би рекол дека не би смеел да ризикува тука, заради тоа што прво не знае што ќе прими, второ преголем е ризикот дека и да е оригинална вакцина, она нема да го има поминато ладниот синџир, така што ладниот транспорт, така што не знам, јас инаку бидејќи тоа ми е и професија, криминалците се многу мобилни. И они ги бараат овие шанси, знаат дека во екстремно тешки услови, екстремно добро се заработува и се подготвени да ризикуваат. И не знам дали знаете дека првиот ден кога се пушти првата новчаница евро, во Бугарија имаше одлична копија, значи практично без можност да се примети фалсификат евро. Значи првиот истовремено имаше. Значи мафијата ќе се обиде нешто тука да тргува. Добар е, мене ми се допаѓа одлуката на производителите да не разговараат со посредници, туку се уште да се договараат директно само со влади. Ама видете, тоа мора да е така. Ние да не заборавиме, значи, ако стигнете до вакцина на црн пазар, таа 99% е фалсификувана. Апсолутно. Затоа што ние се уште се наоѓаме во трета фаза на клиничко испитување, каде што секоја вакцина треба да се знае точно соматичен број на кого е дадена, затоа што утре ако се појават несакани ефекти, треба да се знае од таа серија, тој пациент ја примил, сличните од таа серија што примиле, значи ова се уште не е лекој што се продава во слободна продажба па може да се шверцува. Ова се работи за се уште секоја доза по светов треба точно да се знае која прима. Така што не викам дека не на Балканот се е возможно, може да се запиши Тортевскија да ја прими никој и така натаму или обратно. Меѓутоа, генерално, затоа производителите идат на тој систем, за да знаат точно кога е преку посредник, може и некаде да се изгуби некоја, а не сме. Нив им е во интерес точно да знаат која вакцина, што се им се случува. Па имаше во Австрија еден убав пример, меѓутоа нивото и свеста е таму навистина на подруго ниво. Во дом за стари луѓе, тоа се појави веднаш, значи како можност, знам и во Хрватска имаше можност така, бидејќи сега од шишенцето може дали 5 или 6 дури да се 5, меѓутоа ако на крај се отвори едно шишенце и се потрошат 2, тогаш остануваат 3. Меѓутоа тоа се многу мал број и тие вакцини практично е оставено во моментот дека мора да се искористат на било кого и тука се појавил градоначалникот
на градот, меѓутоа докторот одбил да му ја даде вакцината да ја стави, затоа што му кажал дека тој не спаѓа во старосната група која што е практично наред, го вратил и го пријавил. Ете, тоа е добар пристап. Меѓутоа, од таа страна на Дунав, Австро-Унгарија, она старата, таа оставила очигледно многу антитела во општеството. Значи, исто како што ние сега бараме имунитет за вируси, они имаат имунитет за многу злоупотреби и криминални однесувања и затоа се таму каде што се, затоа ние сме овде. А професоре, само вака, можеби неблагодарно, какви се вашите објективно размислувања и проценки, кога би можеле ние, например, ете, 500.000 луѓе да извакцинираме? Кога би имале вакцина? Не кога би имале, знаете се она, кога би имале тепсија, па уште брашно и сол ќе позајмиме. Јас ќе бидам среќен ако до одморите успееме 150.000 луѓе да извакцинираме. 150.000 луѓе. Што значи до 7 месец? Па е 6-7 месец, да. Да обезбедиме да извакцинираме толку луѓе, би бил пресреќен. И ја мислам дека сте многу објективен. И јас мислам дека е тоа, како трнавме, оптималната бројка што можеме да ја добиеме, ако не се случи некоја чудо. Обично чуда во ова време не се случуваат. Во втората половина од годината, кога Европа, Америка веќе она што го има на ура ќе го извакцинира, може би ќе биде нешто поголем, меѓутоа прва половина, освен вака, ако се ушлепаме во некоја од овие вакцини кои што не беа во прв момент на прв план, па да добиеме како дел од таа трета клиничка фаза, некоја поголема пратка. Во друга страна, па и на нашава статистика многу не ни верува, така што за жал ние не ги пратиме како што треба. Здравствена статистика не е како што треба. Ако биде со пописот на населението, тек тогаш нема да биде како што треба. Согласно законот. Во втората половина, ова што зборувате, од која овие ќе поминат, тогаш во некој аутлет ќе можеме да си купиме, значи, нешто што е на граница. Значи, следната опција, како што изгледа, порано беше модерно медицински туризам, дентален туризам. Сега, како што вели Тортевски, сега ќе биде вакцина туризам најактуелно во Македонија, изгледа. Па јас да бев фактор, да ви кажам, сериозен во оваа држава, сега може би се преценувам, меѓутоа, па мислам дека како Вучич ќе имавме вакцини и дека ќе имавме 100.000 вакцини за туристи, најмалку 100.000 вакцини за туристи. Значи, например, AstraZeneca, добро нешто, таа не сум сигурен дека поминува добро нешто, се појавуваат некои сериозни проблеми таму, меѓутоа, замислете еден турист кој што треба да остане 3 недели тука и ќе потроши 3-4.000 евра, а вие сте му обезбедиле на вакцина што чини 40.000 евра, ама сте биле доволно паметни да ја купите на време. Така. И ќе бидете на мапата на светот, ќе бидете администрација за почит, која што размислувала 2 чекори однапред. И, значи, пред да се појават тие статии, јас предпоставував дека, бидејќи навистина го сакам Дубај, дека Емирати ќе почнат први во светот да нудат вакцина туризам. И неколку дена после тоа, откако нешто пишував на таа тема, се појави статија за британска туристичка агенција, која во Дубај нуди ексклузивен одмор 21 ден, со тоа што не мора некој да престојува сите 21 дена таму, туку ја прима вакцината првиот ден,
после може да си замине па да се врати, меѓутоа генерално луѓето остануваат 21 ден, се вакцинираат, меѓутоа тоа се луѓе со подлабок джеб кои што можат да си дозволат ексклузивна, значи една екскурзија, таква еден ексклузивен одмор. Меѓутоа, тоа е многу подобро отколку ова што се зборува сега и она да се ризикува на црн пазар. Така е. Така. Да. Со Тоа оглед се Верена на со гласините дека една вакцина на црн пазар е 7.500 евра, подобро е да отидат до Дубај на сигурно, него ли да се ризикува Не. со црниот пазар од не верувам дека бројни причини што ги набројавме претходно. не верувам А, дека некој може да ги Ми нуди. јавија дека сме имале технички проблеми околу емисијата за да оди во живо и од тие причини немаме прашања за професорот. Ние сега можеме да го ослободиме професорот ради неговите обврски кои ги најави, веќе го задржавме малку. Дека ти ако нека си каже кога ќе го ослободиме, што се, па ти се кога ќе имаме можност. Он замоли до 21 часот да го ослободи. Добро, сега Балкан е Пише Балкан Драго, сега. пролета на вистина време во брзо, па живи Да. здрави, што побрзо во живо да продолжиме со муабет. Не, Да. ќе ставиме емисијата, ќе не знам што не Ќе можеш. оди, сега оди во живо емисијата, меѓутоа почетокот на емисијата ќе биде повторно објавен уште еднаш. Сакам да кажам, бидејќи останавме должни на гледачите и на нашите следачи. Ќе мора да договориме уште една емисија, професоре, и со професор доктор Елена да ни се придружи, значи затоа Драго ќе ми биде. така, да, ќе ве ослободиме сега со обврска за уште една емисија, да ги консолидираме вака информациите што ги добивме од вечерва и да А со оглед идеме дека с- секој ден излегуваат нови информации, Така. барем Има. за оваа тема лесно да се зборува. Стално има Инаку, нешто професоре, ново. ако може да ни доснат вакцините 8 месеци, па и вие можете да задоснете 20 минути. Освен ако не се пациентите во прашање. така. Добро, во секој случај многу ви благодарам. Исто и Навистина нема. со Да. задоволство ве следиме. Многу ни е драго што делиме апсолутно исти ставови и ќе ни биде многу драго да кога можете, го цениме вашето време, кога можете да учествувате во вакви слични емисии. Се надевам дека, значи, за жал ние имавме една убава на почетокот еден убав серијал На кафе со твоја, меѓутоа заради ковидот, бидејќи сме одговорни луѓе, престанавме да ја правиме заради дистанцата практично и отидовме на овие форми. Меѓутоа се надевам дека во најкратко време повторно ќе ве имаме како Ај, гости. на крај, јас само едно прашање. Зошто не го вративте убавото старо име Лига за демократија со кое што израснавме многу генерации? Ми излегува малку сега вака, ме полазија морници да ви кажам, меѓутоа тоа тргнавме со поинаков пристап, професор. Тргнавме со пристап. Лигата за демократија сепак се идентификуваше со професор Ѓорѓе Маријановиќ. Така. Значи, јас бев втора, трета виолина, да речеме, меѓутоа бев објективно 50 места празни после Маријановиќ, па јас некаде. Поучено тоа дека партијата не треба да се врзува за еден човек, ние одлучивме да одиме со хоризонтална поставеност и би ми било драго да ги видите некојаш, да се вклучите на состаноците. Јас не се обидувам да наметнувам своји ставови, заклучок, се трудам последен ако треба да гласам и така. Значи, сакаме да одиме луѓето да се чувствуваат рамноправни. Не дека Лига за демократија не беше демократска партија во одлучувањето, напротив, меѓутоа авторитетот на професор Маријановиќ беше толку силен, што ретко кој не се обидуваше, немаше што да полемизираме ние со него. Он е едноставно гениалец, јас не сум негов враг. Инаку, малку размислувавме околу тоа, меѓутоа така спонтано дојде као прво моја партија, ама тоа моја значи моја, не ваша, а отидовме твоја,
дека секој може со добри ставови да дојде и да чувствува како своја. И така се обидуваме да се однесуваме. Не сакаме ефтини поени, макар што не обвинуваат дека внесуваме политиканство во вакцините. Меѓутоа, мислам дека не е, заради тоа што тоа е факт. Едноставно вакцини неа. И тука нема политиканство. Значи, јас со некои луѓе што се задолжени за увоз на вакцини, им реков дека прв ке застанем зад вас ако прогласивте летото еден ден во редна состојба и да објасните дека тоа ни е потребно да ги донесеме сите уредби што ни се потребни за увоз на вакцини и за плаќање. Сега ме убедуваат дека од летото до декември барале начин да платат вакцини. А чекайте сега, да барате начин 6 месеци, да барате начин за увоз да платите вакцини, а носите закон за купување на гасовод во последните 2 дена од година. Мислам, сега, тоа е подценување на нашата интелигенција и интелигенцијата на просечниот граѓанин. Ние навистина би сакале да имаме многу работи да ја честитаме на влада. Ајде, сега ќе објасниме во минутите што следат, ќе објасниме зошто Македонија, да, професоре, пријатно ви благодариме уште еднаш, се гледаме во следната емисија, така? Така. Благодарам. Многу ми беше драго и чест, професоре. Тортевски, зошто Македонија нема вакцини, зошто Србија има вакцини? Да објасниме на кратко на гледачите до што дојдовме како сознание, и јас ке помогнам. Затоа што Србија го има Вучич, што не сум негов симпатизер, меѓутоа тој е тип на политичар кој што знае каде да добие поени и кога треба да поентира и кој што ги превзема работите во своји раце. Значи, и една од предностите на Србија, која за процесот на пристапување кон Европска унија се сметаше дека е што таму остана некаков дел од онаа југословенска администрација која што има институционална меморија. Значи, сега, ете, таму имате инфектолози од типот на Глигич, иако господја Глигич е во пензија, меѓутоа и се слуша гласот, иако го исмејуваат кон, јас мислам дека е добар стручњак на вистина. И таму Вучич се определи да собере поени со тоа што ќе набави вакцини. Тој одржува добри врски со Кина, постојано се фали со контактите и со Русија, не држи безрезервно дека единствената опција е Европска унија и ништо друго, и дека ако купиме вакцини од Русија или од Кина ќе ни се налути некој од Европска унија. Тој напротив со тоа потенцира дека има право на избор и во овој случај што се вели му се посреќа. Нашиот проблем е во немањето институционална меморија. Нашиот проблем е што ние практично после секои избори, а дури некогаш и почество, ги менуваме сите институции од корен. Еве, и институциите немаат институционална меморија. Значи, Министерство за здравство нема, значи Фондот за здравство, и Агенцијата за лекови, Малмет и сите задолжени институции немаат меморија заради тоа што луѓето се менуваат со промената на секоја власт и дури се менуваат кога и нивната гарнитура останува. Еве, например, Мила Царовска од Труд и социјала, каде што мислам дека добро си ја водеше работата, сега е префрлена во образование и одеднаш скока во мат на вода, ќе прави една страшна реформа на образование. Проблемот наш е што во Министерство за здравство ние немаме луѓе што, например, уште памтат како се набавува вакцини од претходно. Некогаш друг пат да набавувале вакцини. Овие што се сега во моментов
значи никогаш ништо не набавувале, не се соочиле со Имавме пандемија. последната набавка беше со поминат рок вакцините и имаше нели Одлично, обвиненија, да. Да, значи иако нешто купувале погрешно. Така. Значи немаме државен секретар во здравство кој што поминувал и администрацијата ја води независно од тоа кој е на власт. Кој што не му треба да му каже премиерот, молим те, или види, дај сега да бараме од Бугарија, дај ќе одиме во Бугарија или ќе одиме ќе бараме во Србија. Едноставно, почнува пандемија, се палат алармите, се знае кои се задолжените луѓе, кажуваат која е проценката, значи, особено во денешно време, кога е огромен пристапот до информации, сите знаеа, јасно беше дека пандемијата ќе стигне и кај нас. Кога почна да се појавува во Италија, кога стигна во Европа, тоа беше нешто, значи светот е сега едно глобално село, што се знаеше дека кај нас ќе стигне. Добро, во тој момент не се зборуваше за вакцина, тоа беше нешто далеко. Меѓутоа, кога почна да се зборува за вакцини, нашите требаше да почнат да се подготвуваат за купување. Меѓутоа, за наша несреќа се поклопија термините со изборите. Имам малку едно чувство, што е еден синдром наш самоуништувачки, дека бидејќи термините се многу поклопуваат со изборите, значи Ковакс за владите, Ковакс Гави, практично условот е терминот е 10 јули. Да се испрати мејл дека сме Писмо со намер. заинтересирани. Не, тоа е првото е мејл на 10 јули. Значи, дека сме заинтересирани за купување на вакцини. На 20 јули писмо за намери и правно обврзувачка изјава и во текот на август договор за плаќање на вакцините. Меѓутоа, ние имаме избори на 15 јули. Мене, сега не би сакал да не сум во право, меѓутоа ми се чини дека иако знаеле, прво мислам дека огромна е шансата да немало кој да го отвори ова, кој да види ова. Затоа што сите трчаа по Росоман, по Стајковци, по селата да обезбедуваат. Едноставно не беа во канцеларија да ги отворат мејловите, да проверат. Да ги проверат мејловите, а дури има и едно сценарио, сега не знам колку е тоа реално, дека можеби и си викале, ако освоиме власт ке се снајдеме, а ако не освоиме, ако дојде другата групација, бар ќе имаме зошто да ја напаѓаме, ќе ја напаѓаме интензивно дека немаат вакцини. Тоа е нашиот практично проблем. Немање на институционална меморија и ако не бидеме ние власт, па нека другиот нека нема вакцини. Како што исто имам чувство дека има доста, значи, фанатици од другите структури кои што се радуваат на неуспехот на владата. Сега, можеби некој ќе каже дека и ние нешто слично се однесуваме, меѓутоа искрено многу жалам што немаме вакцини, многу ми е криво и многу сум лут и многу сум бесен. Значи, ниедно оправдување од она на типот на Стево Пендаровски вчера, значи, кој што го има кажано дека производителите не заборавија заради тоа што ние сме мал пазар, тоа е екстремно глупо. Значи, ниеден производител не се секира дали за тебе во моментов. Што сака они? Да дојдат да ни кажат, ќе ви даеме вакцини, па ќе ги платите кога ќе имате пари? Како не заборави? Сме биле мал пазар. Па Малта колку има жители? Малта со се странците не надминува во моментов 600.000. Меѓутоа, најдобра е во Европа Малта, во свет е најдобар Израел, а во Европа е најдобра Малта. Британија излезе од Европска унија, меѓутоа, ако зборуваме значи не држи аргументот дека сме мал пазар заради тоа не сме можеле да купиме, Малта купи. Вториот аргумент, богатите, значи не е точно.
Србија има ист бруто национален производ како нас по глава на жител. Нешто малку денови има, нешто малку повеќе. Меѓутоа Србија вложи 2 милиони евра. Значи, гледачите треба да знаат. Значи, има неколку начини на купување. Првото е да им вложите во испитување уште во фаза на развој на вакцината, со тоа што ризикувате дека она што сте го вложиле може да не ви се врати, ако не успее фабриката, производителот да ја направи. Тоа нешто ми личи дека со AstraZeneca нешто такво нешто може да има, исто Модерна слушам дека има исто некаков проблем таков, меѓутоа во овие услови тоа е ризикот. За една држава не е никаков проблем. Ете, Србија вложила 2 милиони евра во развој на вакцината, дополнително после уште 300.000 евра, меѓутоа не се задржала на ковакс системот да чека. Моето чувство е дека ние постојано се фалевме дека Полска и Грција ни понудиле дека ќе во дневната квота ќе ни дадат. Ама тај во рамки на онаа квота на Европска унија. Значи, првиот, да се вратам, да не одам во дигресии, првиот начин е да учествувате во развојот на вакцина. Вториот начин е да платите сами вакцина. Тоа е оно што го направи Израел, Малта и се што се вакцинира во овој момент се државите што платиле сами. Европска унија, она што го плати, оние 500 милиони дози, од тоа нема добиено нити една вакцина до овој момент. Ова се делови од реализација на договорите со само финансирање на владите, сами што платија. Значи, тоа е вториот начин. Ние и тука немаме платено, односно, плативме на 31 декември. Сите други платиле во текот на летото. Третиот начин е COVAX системот. COVAX системот е солидарен фонд на Светска здравствена организација кој што ќе се труди да обезбеди вакцини за најсиромашните земји кои што не можат да платат. Меѓутоа, практично на светот нема држава која што не може да плати 12 или 24 долари по човек за вакцина. Може би сега некаде, не знам кои би биле тие. Се тие. најчесто афричките држави. Во ред. Повеќе е таму, да. Го слушав председателот на СЗО пред некој ден и така он со жалење кажа дека некоја држава добила само 25 вакцини од негде. Па ние немаме ни една. Значи, ние до ден денеска немаме ниту една и ништо сигурно немаме кога ќе добиеме и се е тоа резултат на нашата неажурност. Ние практично се бориме против еден султански систем, премиерски систем, каде што премиерот треба да одлучи за се. И овдека се чекал Заев да каже, да најде начин како ќе се платат. Значи, она што ме нервира, што не се обидуваат, не сакаат да прашат кога нешто не зна. Ама видете, Европска комисија начело со председателката Урсула фон дер Лајен, значи на 4 мај организираше донаторска конференција. Токму за сите држави беше. На неа учествува и Србија, и Хрватска, и Словенија, и сите држави во регионот, речиси. Токму таму, на таа донаторска конференција беа остварувани контактите со производителите и токму таму, на таа донаторска конференција, Србија донираше 2 милиони евра за истражување. Словенија донираше 13,6 милиони. Хрватска донираше 2,8 милиони евра. Грција донираше 3 милиони евра. Бугарија донираше 100.000 евра, затоа имаат помала количина на вакцини. Значи, на сметка за сумата за која се донира за истражување, се прави еден како партнерски договор со производителот и за таа сума потоцна се добиваат одредена количина на вакцини. Ние колку дониравме тогаш? Не знам ни дали сме присуствувале, во официјалните документи не сме донирале, меѓутоа 4 мај, мислам дека уште имавме вонредна состојба. Да.
Значи Да. ние што сакавме, можевме, нашите власти може да донесат било каква уредба за било каква донација за истражување за вакцините. Дали сум во право? Тоа ми беше прашањето. Апсолутно, апсолутно сте во право и дури и подосна, ако требало да се плати, за да се прескокнат некакви административни бариери, значи они правеа, донесуваа уредби, односно Стево Пендаровски прогласуваше воредна состојба за да се натемпира денот на изборите да паѓа во недела. Така. Значи, меѓутоа, многу пооправдано ќе беше ако има некакви сериозни непремостливи пречки, јас не сум убеден дека такво нешто постои, дека они можеа да прогласат воредна состојба дури во еден ден и да ги донесат сите уредби и да го извршат плаќањето во тој ден. Така. Меѓутоа, они се вадат сега дека неколку месеци барале начин како да се спроведе со заобиколување на Законот за јавни набавки. Закон за јавни набавки што го руши и го заобиколува секоја шушумиганица оваа држава, не може државата да најде начин да плати вакцини. Па, значи, јас прв ке застанев пред, значи, со нив заедно да ги подржам ако прогласеа воредна состојба еден ден и со уредби да ги следат сите проблематични прашања и да ги извршат плаќањата за ова. Инаку, добро, ова сега што го кажувате, малку ми падна на памет едно со она што е нашата судбина, нешто, ама не е тоа судбина, тоа се наши некакви, не знам, некои дефекти. Сега, сите биле, сите дале во околината, сите донирале, тоа некако ми отиде умот као она, нашите не стигнале на Авној затоа што паднал снег. Ги изненадил снегот и сега и ова. Нешто слично така му до... Изборите ги изненадија. Да, мислам дека изборите и пак ќе повторам, пак недостатокот на институционална меморија заради тоа што гледате кои се советници на премиерот, значи нема врска, тие луѓе не работат ништо. Значи не е експерт, не знае ништо, тоа е само да зима плата. Во министерствата се такви. Или ставате човек кој што не потекнува од министерството. Значи, државниот секретар тоа би морал да биде човек кој што 30 години работи таа работа, кој што почнал од приправник, па се докажал, па ги знае сите службеници, па ги знае сите служби, па знае што да прави, кој телефон да заврти, па колегата му е од Австрија, се знаат, па колегата од Германија се знаат. Ова се луѓе, претходно бил негде новинар, денеска е советник, па е шеф на кабинет, па е државен секретар. Набер нема од оваа работа. И сега кога треба да се набават вакцини, сите го чекаат заедно. И токму тоа е една од причината за формирање на твоја, да го избегнеме тој султански систем кај што се ќе зависи од еден човек во оваа држава. Заев сега пред некој ден и се јавил на Брнавич да ја замоли да ни ги даде тие 8.000 вакцини. Молам, тоа е трагично. Тоа е трагично. Во време кога Србија, еве пред некој ден сега, не е дека некој бил во Лидл од моите, меѓутоа некои роднини на сопругата во Врање, цели семејства и тоа и луѓе што не се запишани, што не аплицирале, доаѓаат луѓе кои што вика јас не знам да ракувам со компјутер, само застанал во ред му ставаат вакцина веднаш. Значи и таму на вистина жестоко оди вакцинацијата. Добро, уште едно прашање имав за вас сега. Гледаме Европа максимално се затвора. Имаме воведување на карантини, имаме полициски часови, може би дури појако од претходно, посилно. Имаме протести поради економската криза веќе што е продлабочена. Ние со овој недостиг на вакцини каде ќе стигнеме економски? Во санитарен кордон. Значи, прво ќе бидеме во санитарен кордон. Еве денеска Грција и Србија подпишаа договор за признавање на вакциналните сертификати
мислам дека од 1 мај ќе можат србите што се вакцинирани без проблем да патуваат во Грција. Веќе има држави, Полска веќе не го ограничува патувањето на луѓето кои што се вакцинирани. Значи, секаде некако се зборува да се избегне таа дискриминација, меѓутоа сите држави полека си го воведуваат тој здравствен сертификат и мислам дека практично ние самите ќе се внесеме во еден тежок карантин. Не знам, со несогледиви последици, а многу ме лути што практично цената за да бидеме меѓу најдобри во Европа не надминува 40 милиони евра. Не надминува. Значи, со 40 милиони евра одвоени на време во текот на летото, Македонија во моментов ќе беше лидер во овој дел. Ќе бевме пред Србија. Значи, околу 12 евра просечно е една доза, значи со 50 милиони тоа се 4 милиони. Ние немаме потреба за 4 милиони дози. Значи, со 2 милиони дози ќе имавме да вакцинираме еден куп туристи, за кои што ќе немавме ни место да ги сместиме. Меѓутоа, за жал, се надевам дека ќе се потврди една изрека која што Маријановиќ знаеше да каже дека Господ ги чува будалите, дека некое чудо ќе се случи за да не спаси, меѓутоа Европа не се затвара џабе. Европа се затвара затоа што мутациите на вирусот ми се чини некако по она што меѓу редови некаде што се чита дека се доста посериозни и практично некако ми личи дека тоа е некаква трка со вакцината сега. Значи, колку вирусот ќе брзо ќе мутира, да вакцината веќе нема да делува. Значи, сега, можеби ќе имаме среќа. Можеби ќе стигнеме да се вакцинираме со вакцина која што ќе делува на мутираниот вирус, на новите соеви, што рече Ман, за новите типови и подтипови на вакцина. Да се надеваме. Меѓутоа, воопшто не сум оптимист. Чувствувам дека се во паника одговорните во државата, дека се во некаква агонија, меѓутоа не сакаат за жал да го признаат заради тоа што се плашат од барањето за одговорност, а тоа мора да дојде. Значи, ова не е обичен пропуст, ова не е една пратка која што стигнала вака или онака, ова е еден сериозен системски пропуст и што еден наш член, основач Виктор Стевич еднаш напиша дека во секоја оценка што ни се дава нас, никаде не се оценува индивидуално никој, напротив, ни се оценува подготвеноста на администрацијата да се справи со предизвикот наречен корона. И ние добиваме постојано негативни, сега ќе добиеме најнегативна оценка и заради тоа веројатно дека ќе бидеме ставени во некаков санитарен карантин, па она кој ќе преживее ќе зборува, за жал, така ми личи. Така. Во една статија сретнав дека проекцијата за Македонија дека ќе го заврши вакцинирањето е негде крајот на 2023-2024. Не верувам. Тоа не верувам. Мислам дека проекција сретнав. Лично не верувам. Тоа е можеби математичка проекција која што нема врска со реалноста. До тогаш или ќе преживееме сите и ќе го прележиме, или ќе отпатуваме фрижидери овие да не пропаднат, бар ќе не носат со фрижидери натака навака. Мислам дека ако за 2023 со овие вакцини ако се вакцинираме, мислам дека тоа веќе нема да мислам дека овие вакцини нема да никакво влијание да имаат на вирусот ако опстане да циркулира, затоа што
до сега она што го зборувале, меѓутоа ова е нешто поинакво што не се придржува до некакви правила, инаку до сега секоја пандемија као наводно дека имала свој век на трајање од 2 години. После 2 години полека почнувала да исчезнува, а сега ова е на вистина до сега го изненадува светот, меѓутоа мислам дека ако ние чекаме до 2023 да завршуваме вакцинација на овој начин, дека претходно веќе ќе поминеме по природен пат, ќе се имунизираме. Претпоставуваме да се надеваме дека што викате Господ ќе не чува и некој чудо ќе се случи, ќе дојдеме до некои вакцини. Да ја оставиме темата да продолжиме во наредната емисија. Интересна тема е. Достануваат многу прашања неотворени. Видете, оваа тема ќе биде актуелна се додека немаме вакцини и се додека вирусот циркулира. Дури и да имаме вакцини, ќе се постави прашањето сега, еве, например, многу е чудно. Зошто не ги забрануваме летовите од Британија? Кога немаме вакцини и плюс, значи, овој вирус е многу попренослив и има показатели дека е дури и посмртоносен. И сега цела Европа ги забрани летовите, они имаат вакцини, колку толку сепак имаат. Ние имаме летови со Британија. Мислам, јас на вистина не можам да го разберам тоа. А сега, што глумиме ние пред светот сега? На вистина не го сваќам. Ние наместо да превенираме, чекаме веројатно бројките повторно да се качат, да не се зголеми бројот на заболени и смртни случаеви, за тогаш да воведеме и затварање на... За жал, бројките, секогаш кога ќе се попуштат мерките, бројките се враќаат назад. Значи, тоа се покажа секаде, и во Чешка, и во Словачка, и во Словенија, во држави кои што практично прогласија победа, што нема неколку дена нови случаи. И штом ќе ги олабавите мерките, се додека не се стекне тој колективен имунитет, дали на овој или на оној начин, веднаш доаѓа до експлозија. Меѓутоа, мене ме загрижува, например, тоа што ние кон Британија сега се однесуваме, дали сега е некое кокетирање тоа дека ние сега Европска унија не прима, па ќе случуваме договори, па нема да ги забрануваме летовите. Меѓутоа, додека не се расчисти ситуацијата со новата мутација, мислам дека летовите или барем да се воведе карантин за сите што доаѓаат од Велика Британија. Може би ќе останат летовите отворени до 21 април. Заради пописот. Видите, ако некој се игра со здравјето на 2 милиони луѓе за некаков резултат за пописот, тоа е идиот, мислам. Тоа е Менгеле. Значи, тоа е размислување на типот на Менгеле. Јас слободно кажувам дека ако некој смета дека треба да се превземе некој чекор со кој што ќе се избегне ризикот од зголемување на бројот на заболени, а не го прави тоа заради некаков резултат на пописот, тоа е размислување од типот на Менгеле. Не би сакал да е така и да верувам дека е така. Никој од нас не го посакува тоа, во секој случај. Останува да видиме кои ќе бидат следните мерки, да се надеваме дека и ние ќе превземеме поголеми превентивни мерки, нема да чекаме повторно покачување на бројките и да ги замолиме гледачите да поставуваат прашања за следната емисија. Многу брзо ќе ја најавиме повторно гостин, професор доктор Нико Беќаровски. Ја очекуваме професор Елена Костова, Александар Тордевски со Добро, не морам бројни прашања. Не би морал јас. Ќе видиме. Ќе видиме, да. Ќе најдеме некој друг секако. Не би сакал јас да бидам нон-стоп присутен. Добро. Ви благодарам на учеството, односно јас сум гостин и ќе се видиме во брза иднина, во скоро време. Благодариме, остануваме со позитивна мисла, а негативни на корона, така. Сега за сега да чукнам за сега, така. Со 2 маски, не знам колку имам околу мене за секоја ситуација, не знам, ама тоа е тоа.
Ви благодарам уште еднаш. Пријатно, добра ноќ. Пријатно.